Благодарам, Ана. Благодарам за најновите информации од кај нас и одиме ние со втората тема за која што ќе зборуваме ова утро во информација точно и навремена или во нашата ИТН. И така натаму продолжуваме натаму Академија за визуелни уметности и Академија за моден дизајн. Тоа се двете академии кои што ќе ги добие нашиот град и нашата држава. Овде со нас во студиото се модниот дизајнер Никола Евтимов и Крсто Златков. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Да. Спремни сме да кажеме се, така? Да. Двајца познати модни дизајнери ќе обучуваат идни дизајнери и секако ова веројатно многу му се допаѓа на Никола Евтимов, нели? Да, апсолутно. Постојано подготвен нели да се споделува знаењето со сите талентирани млади луѓе. Ми израдува можноста нели за да се шири понатаму таа модна едукација во Македонија, затоа што токму и вчера имавме состаноци во СВС и видовме колку е голем интересот за учење мода. Да. А тама, Никола, сакавте да одморите малку, ама нема одмор. Очигледно нема одмор и драго ми е дека се направи убава екипа. Меѓу другото, мој колега и друг ментор ќе биде и Никола Булевски Булет, така да се концепиравме убаво како екипа. И токму го прашувам просто како падна изборот токму на Никола, двајца Николовци да бидат дел од главните нели модни дизајнери кои што ќе ја носат првата оваа Академија за моден дизајн. Уште од минатата година се таксани. Таксани се? Да. Пред повеќе од година дена, во склоп на школата Џулев уметностите, работевме на обука за моден дизајн, кратка обука за моден дизајн. Првенствено работевме со Никола Булевски, во делот на техники на кроење и шиење и некако природно веќе се разви таа идеја да тоа се прошири во една голема академија. Ни треба потребно нешто така. Тука веќе секако и нашиот став и од тогаш и ден денес е секако да работиме со најдобрите. Исконтактиравме Никола Евтимов. И од тука почна целата соработка. И тоа што ви рече, кога треба, уште малку одмор или не, можам веднаш. Не, затоа реков уште пред година дена да такса. Никола следната година не планира ништо друго. Да. Можеби најзначајна и најмотивирачка причина не само за мене, туку и за целиот тим е тоа да се придонесе за општеството. Сите ние чувствуваме потребата за стабилизација и развој на земјата во која живееме. Јас сакам да останам тука, ова не го кажувам патриотски причини, туку од емотивни. Го сакам мојот град, ги сакам луѓето, ја сакам климата. Сите ментори се професионалци во своите медиуми и дејности, имаат свои редовни професионални ангажмани, но никој од нив не е приморан ова да го прави поради хонорари или никаков статус. Сите ние сме дел од една идеја за подобро образование и подобро општество. Морав се да прочитам, ова е изјавата на Дејан Џолев за мотивот за формирање на ваква академија. И ово околу патриотските причини сме го зборувале, нели? Кога ве прашував зошто овде, а не отидовте да ве види. Нормално секако социјалните медиуми и се она што ни го возможува светот и општеството денес, но вие рековте не, останувам овде. Да, иако по пат постојат многу искушенија, меѓутоа решението е одамна донесено и едноставно, особено после известен број на години, па и децени на не знам ја ништо не реков. Професионално искуство, човек доаѓа до фаза кога смета дека и треба да врати на посериозен начин на општеството во кое што живее. Подобро образование, подобро општество, тоа е целта на овие две академии. Тоа се бориме веќе. Јас сум во 5 години во тренинг индустрија, во неформално образование и тука имаме дефинитивно најмногу простор да експериментираме од причина што ги немаме тие стеги нели што се како морални нели во самата едукација. И токму мислам дека од тука ќе потекнат сите понатаму оние клучни главни промени кои што треба да се случат во образованието. Да, веруваме во подобро образование, веруваме во подобри методи на работа на образование и дефинитивно веруваме во луѓе, затоа што тоа е најбитно. Ние викаме, можете да имате најдобрата програма на светот, да земете. Може да ги имате најдобрите простори во светот, најдобрите услови за работа. И тоа ако го немате тимот, ако ги немате правите луѓе кои што ќе го пренесат тоа знаење како што треба, тогаш ќе имаме проблем. Така да сите тие фактори се и те како битни за на крајот да имаме
квалитетен продукт, односно да можеме да влијаеме и да действуваме нели на младите луѓе кои што ќе се едуцираат, затоа што не е ни само програмата на крајот од се. најважно. Има и многу и повеќе од програмата која што треба да добијат самите учесници за да на крајот кога ќе излезат од тие простории навистина станат луѓе, Знаат не нешто. се и знаат. Да, да. Рековме, не беше ништо превземано од некакви други системи, од некои други европски земји, како што воопшто нели знае или бива во одредени средини. На што се внимаваше? Како бевте ли вклучени, Никола, во концептот на создавање на како треба да изгледа сето тоа наречено Академија за модерн дизајн? Па во моментот кога бев повикан на првичен разговор и на првичните состаноци, веќе постоеше некоја генерална рамка за структурата, изборот на предмети, изборот на предавачи и така натаму, меѓутоа поради довербата на кон предавачите, ние сепак нели имаме автономија како одреден предмет треба да се артикулира, структурира и така натаму. И мислам дека она што мене особено ме мотивираше со толков ентузијазам да влезам во цело ова приказна е токму Крсто и Дејан, затоа што јас постојано и ними им велам ме радува кога млади луѓе ќе видам со толков ентузијазам и предаденост. Тоа се луѓе кои што мислат на сите можни детали, а тоа мене ми се допаѓа, така да имавме простор да дискутираме како самата програма би била во функција и најдобра на создавање луѓе, како вели Крсто. Апсолутно, да. Се потпрапме на нивното искуство, дефинитивно. Сепак има тоа искуство кое што можат нели да и низ годините предавале на исто така на универзитети и факултети веќе и практично знаат нели како тоа функционира и што е подобро нели што тука како што напоменав е неформално образование и постојат можеби можности за да излеземе нели од рамките на Ова со нели луѓе кои што сакаат да се пријават е голем е бројот и што правиме со бројот? Вие имате можност да соберете да ги соберете сите оние кои што ќе се јават или така во моментов сепак. Во моментов имаме можности за стипендија, значи правиме имаме овие 3 недели аплицира за стипендија, можност сите кандидати кои што се заинтересирани за Академијата за визуелни уметности и модерн дизајн. Сега да не разберат сите. Аплицирај за стипендија. Аплицирај за стипендија, да. Добро. Кај нас на нашиот сајт во СИУС Едукативен и развоен центар и на Џолев уметностите и да напоменам тука за да не направиме една збунка, значи ова е во заедничка организација, значи Џолев уметностите заедно со СИУС Едукативен и развоен центар ги прават овие програми. Всушност тука од голема помош излезе СИУС Едукативен центар за реализација на целата оваа програма или идеја што претходно ја имавме, затоа што тоа е сепак тим на луѓе спремен едукативен центар кој што повеќе од 5 години функционира и работи и нели спремно од секој аспект влезе во развој на овие две програми кои што се во склоп на Академијата за дизајн. Во СИУС Едукативен има Академија за програмирање, компјутерски мрежи и за дизајн. Во делот на дизајн ги проширивме овие две програми. Сега во моментов сме во фаза на уписи. 20 ноември ќе започнат академиите. До 1 ноември имаме можности за стипендија, односно сите заинтересирани кои што се за овие две академии можат на двете страни. Имаме веќе кренато настан, има линк за пријава, може да аплицираат. Аплицирањето е едноставно, значи основни податоци и потоа ние ги контактираме за термин за интервју. Сега во однос на интервјуто, тука секако се и од двете академии предавачите и менторите. Воопшто не е тешко. Значи, тоа е еден убав пријатен разговор. Позадина музиче си оди, си имаме колачиња, кафе и така натаму. Добро. Домакински. Домакински. Каде што кандидатите секако ги представуваат нивните портфолија досегашни и тоа што они го прават најдобро, имаат повеќе можности, самите избираат дали ќе дојдат во случајот на мода, дали ќе дојдат со модна илустрација, цртеж, дали ќе дојдат со моден продукт, ке визуелни уметности, со фотографија, со видео, со некое сликарско дело или па можеби микс комбинација. Добро. А ако немаат ништо од тоа, имаат само желба, голема желба да научат? Тогаш нема стипендија, нека си дојдат и нека си тоа е најбитно, без разлика, треба да се види желбата, токму тоа треба да се види. Ако имаме ние желба и сме спремни, затоа што еве и нескромно ќе кажам,
не е само во атрактивноста. Вообичаено збориме колку се атрактивни одредени професии и така натаму. Клучниот фактор за успех е најмалце во атрактивноста, најмногу е во тоа што ние навистина сакаме да го правиме. Мислам, тоа се доказ луѓето кои што денес го работат тоа. Може подобро да кажеш. И она што токму од синоќа ме изненади, имавме средба со такви потенцијални студенти. Меѓу другото, во групата имаше и девојка која што веќе има дипломирано во Италија и кога ја прочитала програмата, видела дека и се допаднала и видела дека има некои празнини кои би требала да ги надополни. И дојде за јас бев воодушевен од незиното портфолио, што ми покажа дека во групата ќе имаме и луѓе кои што буквално почнуваат од нула, меѓутоа и луѓе кои што веќе имаат одредено искуство или едукација. И во однос на тоа формално и неформално образование, мене ми се допаѓа дека не е само идејата да се едуцираат луѓе на кои ќе им се помогне некако по патот на себе реализација професионална, туку и јас го гледам од друг аспект како бенефит за општеството, дека се поставуваат нови критериуми за тоа како дизајнерска едукација би изгледала, па тоа би рефлектирало нели и на сите други можеби, апсолутно, затоа што јас го гледам како универзитети кај што се учи, така. Биле можеби прифатени некои работи како искуство. Никола, сериозно да можевте нешто вакво да си приуштите во времето кога вие се образувавте, ќе беше ли ова делот ваше? Да. Би го избрале, така? Да, затоа што јас додека кога почнав да се едуцирам, кај нас не постоја воопшто училиште за мода, постоеше само на ликовна академија како смер Б, покрај главните студии. Да, меѓутоа немаше нешто вакво и јас сум едноставно, иако кога сме внатре, не ги гледаме со дистанца работите кои се менуваат, сепак за овие 20 и повеќе години направено е многу. И сега барем децава имаат можноста нели од луѓе кои што до некаде го имаат изодено патот да учат од прва рака. Да. Воведба модна колекција, историја на мода и модна колекција. Тоа се предметите кои што вие ќе ги предавате, така е, предавачи ќе бидат, нели? Мора да биде малце нешто сериозно во ова убавово, нели? Ние ги викаме и ментори за тоа што е колачи. Така ги има дефинитивно, да. Ние ги викаме и ментори за тоа што е навистина тоа е еден поинаков пристап кој е класично ако збориме за предавач, без да навлегуваме во дефиниции, терминологии. Меѓутоа, кога ние ги викаме ментори од причина што имаат еден друг пристап, односно ги менторираат, ги водат низ процесот самите учесници, нели, студенти. Бев среќен со изборот на тие предмети, затоа што историјата на модата и костимите се дел од и моите магистерски тези и нешто што како пасија јас го правите цело време. Апсолутно. А од друга страна, имав среќата во Италија да се овладам дизајнерската методологија која што ми помогна во годините наназад не само да ја имплементирам во мојата дизајнерска работа, туку и да ја развивам како метод на предавање со студентите кои што ќе ги воведе, ќе ги научи како се проектира една колекција, што е колекција односот со целната група, за да го избегнеме оној првичен шок на бело или од празен лист хартија и што се ја понатаму. И што да направам сега. Да. Колку стипендии ќе доделите? Отворени се стипендиите, нема број, значи доделуваме 10% стипендија, 50% е целосна стипендија. И сега во зависност од кандидатите, сега кога постои навистина имаме силни кандидати, тогаш ќе доделиме и повеќе половични, нели, целосни стипендии, сега целосна навистина оној што ќе се издвои. Ако имаме такви повеќе, не е проблем, но е можност. Како кажа тоа не е проблем? Не е проблем. Не е проблем, да. Па не, ако навистина има квалитетни кандидати, дефинитивно. Да. 10 месеци ќе трае Академијата за моден дизајн, Академијата за визуелни уметности 9 месеци, колку што јас успеав да видам. Така некаква е програмата. Во принцип се исти, идентични се. 20 ноември почнуваат, идентично траат, значи 9 месеци се траат 3 семестри. Првите 2 семестри се 9 месеци, односно до крајот на јуни, почетокот на јули месец. Потоа имаме една летна пауза, малку да одмориме од
тие Од се. 10 месеци кога што нели влегуваме буквално, мислам интензивна е програмата, едногодишна. Потоа во август месец продолжуваме со пракса. Значи претходно имаме 2 семестри настава од по 240 часа семестар, односно 480 часа и уште 120 часа дополнително пракса, кој што ќе се случи во септември месец. За до октомври да завршиме и официјално си доделиме нели дипломи, си направиме една убава забава за сите и посакаме нели успех понатаму секако. Целта е на крајот по завршување се работи за применети уметности, да кандидатите го започнат тоа. Така. Значи идејата не е ова, ние работиме нешто друго, ова го правиме за себе, тука да бидеме јасни, како што јас често пати кажувам, како сега да се одлучиме, еве одиме на гитара или пијано или спорт, не со цели амбиции да станеме на вистина музичари или така. Него го правиме за себе, во овој случај не го правиме за тоа што треба да станеме тоа. Супер, да. Практичниот дел, јас застанувам тука, ме интересира како мислите, каква ви е идејата, каде тој да се одвива, кај ќе ги носиме идните дизајнери? Па покрај оној дел што е инкорпориран во наставата, ќе биде под менторство на Буле, што значи оној слободување на техничките вештини во изведбата. Веќе е оној вториот чекор на пракса, тоа практика, тоа би биле или компании поврзани со текстилната индустрија, ателјеа на модни дизајнери, помали фирми и така натаму, значи се што има допир со некаква си текстилна или модна продукција. Ако некој сака да влезе во светот на пример блогерајство, ќе има со медиум, ако сака да влезе, треба да се идентификуваат потребите. Значи ние веќе ги имаме опциите, со тоа што чекаме на кандидатите да видиме во кој правец ќе отиде. Дали ќе отиде повеќе кон техника на шиење или ќе отидат повеќе кон дизајнирање и така натаму. Секако тука се значи локални кај нас дизајнерски студија и во зависност, како што кажав, од самите афинитети на кандидатите, ние тоа ќе го овозможиме. Да. Морам да ве прашам за да ја вклучиме нашата Елена Равановска, како по пат наваму? Да ни кажете, фативте некој зелен бран или се црвено беше? Јас ќе бидам искрен, многу покасно се вклучувам во метежот или во работните часови. Освен денеска кога моравте да. И денеска сватив што се случува во 8 и си реков добро што излагам подоцна. Што ви се случува да кажете ми каде по кои крстосници одевте? Со оглед на тоа дека јас доаѓам од Скопје север, буквално од Радишани, па Бутел, целата. Па не можете се да ни разкажете. Да, комплетно. Најинтересно беше што уклучивме пред бриколаж, еве малце реклами направивме, навигација. Добро. За да дојдеме до тука и добро се вртевме околу паркингот на бриколаж, околу малото овде на семафорите. Ама дознавте каде сме, никогаш повеќе нема да нели да не промашите и да знаат, ке знаете кај сме. Знаеме. Да. Да. Сега може ли да ја вклучиме Елена Равановска таа да ни каже кои се нејзините впечатоци, како е сега низ градов, како е со метежот, Елена? Благодарам, Кате. Добар ден, добро утро за тебе, добар ден и добро утро за нашиот гостин. Тука сме ние моментално во Автомото Сојузот. Претходно нели направивме една кратка анализа каква е состојбата на патиштата токму во Скопје, во главниот град или градска средина. Меѓутоа сега моментално ќе дознаеме како е надвор од градот, градските средини. Па добро утро за мојата соговорничка Елена Атанасовска од Автомото Сојузот. Па ете, каква е состојбата на патиштата надвор од градот Скопје, пограничните премини секако. Добро утро. Добро утро и вам и на вашите гледачи секако. Утринава имаме поволни временски услови што возможува непречено одвивање на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини. Да напоменеме за граничните премини према Грција, значи Стар Дојран, Меджитлија и Богородица во моментов се отворени за сообраќај, се одвива непречено. За сега не се бележат некои поголеми задржувања за влез и излез од државата, но поради предстојниот продолжен викенд очекуваме зголемен интензитет, па можни се и некои задржувања, така што ќе препорачаме на сите оние што ќе патуваат, пред да патуваат, може да се јават на нашите дежурни телефони 15555 да проверат каква е моменталната состојба на патиштата. Ќе препорачаме на крај секако исклучително внимателно управување со возилата и почитување на поставената сообраќајна сигнализација, посебно и на оние патни правци каде веќе подолг временски период се изведуваат работи на пат.
Така, ви благодарам многу за овој одговор. Ете, слушнавме каква е ситуацијата надвор од градските средини. Еве уште еден апел од нас да се внимава на поставената сигнализација и како да се вози со прилагодена брзина. Благодарам, Елена. Благодарам за информациите од АМСМ, а ние одиме натаму дознавме како е да се врти околу бриколаж, а сега да чуеме нешто и околу Академијата за визуелни уметности. Покрај модниот дизајн, зошто ги избравте всушност визуелни уметности и моден дизајн како академии кои што веројатно се нужно потребни за отворање како неформално образование? Затоа што тука сме најсилни. Да, во однос на дизајнот. Да. Затоа што во слоб на школата за Џулев уметностите, дефинитивно тоа што можеме да дадеме придонес, сепак во тоа треба навистина вие да имате искуство, да се чувствувате најсигурни, за да може да го понудите. Ние организиравме курсеви обуки за фотографија, филм, цртање, сликање и така натаму од уметност. И на крај дојде природно голем дел од дури самиот ментор Дејан е графички дизајнер, се графички дизајнери. И тука пак ќе кажам природно дојде таа форма да се направи таа академија, тоа е една причина и втората причина е секако самиот графички дизајн како област. Затоа што денес кога едуцираме графички дизајнери, најмногу акцент даваме и на оној техничкиот дел. Меѓутоа ние сакавме да дадеме еден поинаков аспект, а тоа е дефинитивно да учесниците добијат нешто што нема да биде само алатот, затоа што ние во било која област викаме едно е занатот, оне алат, алатот како да го користиме. Важна е праксата, вие можете да научите, ама пракса да, но и важно е кога го изучуваме материјата, покрај алатот филозофијата на самата област да знаеме, затоа што ние така треба да размислуваме, ние така тоа треба да го живееме. Токму затоа и самата академија, особено визуелни уметности, е пред се наменета за графички дизајн како академија, со тоа што секако се користат повеќе медиуми, тука е станува збор за видео. Ама и режисери, фотографи, што друго има? Видео и фотографија се елементи кои што се дополнително, односно медиуми, кои што дефинитивно во графички дизајн се применуваат денес, или еден графички дизајнер денес не е само дизајнер кој што работи во одреден софтвер, него он треба да знае да примени многу повеќе медиуми за да на крај добие финален производ. И тука се секако предавањата од типот на естетика и филозофија, каде што вообичаено се избегнуваат на такви стручни школи. А ние дефинитивно ги воведовме од многу едноставна причина. Треба луѓето да размислуваат пред себе. За да размислуваат во насока на дизајн, во насока на моден или графички, треба да ги познавате тие области. Сте размислувале ова неформално да стане формално образование никаде? По некои идни проблесоци на идните дизајнери, на идните, не знам, графички дизајнери, фотографи, режисери, продуценти, што и уште нешто ќе излезат од ова неформално образование? Да, одиме чекор по чекор. Сега, кога станува збор за формално образование, постојат тука во однос на законски аспекти, во однос на тој кој се може да ви предава, предавачите со магистерски и така натаму, че треба да се запазат одредени критериуми. Сега, без да навлезам тоа колку е добро, можеби и не е толку добро, од причина што многу луѓе практичари кои што навистина се експерти, немаат едноставно таква диплома, магистерска, и на крај се сведува да ни мора, слободно ќе кажам, да штампаме, да правиме дипломи, не за нив, за да не ли ги направиме професори. И тоа не е добро на крај кога бараме такви решенија, затоа треба да сме трезни, да бараме луѓе квалитетни кадри. Значи тоа што збориме, она буквално уште од времето што викаат ментор, тутор, кој што учител, кој што ќе ви биде животен. Добро, вака кога ве слушам, многу е убаво да се живее во Македонија. Вие сте тука ви е убаво, така? Имате се. Убаво е секаде каде што на вас ви убаво. Да, дефинитивно има убава клима. Не, мислите дека климата е добра за создавање на нешто вакво? Мислиме дека можеме да просперираме и овде во Македонија? Ако треба се случи некаде нешто, тоа треба да биде тука, дефинитивно. Ако тука не направите, нема да направите сигурно ни на страна, мислам тоа треба да ни е јасно. А од друг аспект, да, треба пазарот уште да зрее. Ние сме преци мал број на луѓе, мислам, секако го знаеме какав ни е пазарот, и од таа причина е сега прашањето колку сме способни ние да платиме за таква едукација.
затоа што кај нас е сега перцепцијата, некои универзитети, особено во Европа и во светот што се изградени, можеби некогаш и сме спремни да платиме таму многу повеќе, ради реноме, ради многу други причини. Ако ние овозможиме тука идентични услови, да на луѓето такви Да ни се методи случува Европа применуваме, во Македонија? тогаш зашто да не, нели? Нема потреба тогаш да одиме на страна. Барем ова е мое видување, да. Да. Први проблисоци споменав нивните дизајнери. Што би сакале да им се случи или што ќе настојуваме да им се случува потоа во кариерата? Па, секој од нив е индивидуална приказна. Јас, за среќа, имав можност да поразговарам со дел од кандидатите. Секој направи некакво кроки на некоја идна своја визија, меѓутоа наставно од тоа би сакал секој да ја најде можноста да се навистина да се себе реализира, без разлика дали тоа ќе биде отварање на сопствено ателје, работење кај некој друг, Да. поради стекнување на некакво искуство, некој можеби ќе сака да продолжи со формална едукација, зашто да не, пошто ова може да биде и убава основа за понатаму. Постојат во Европа дури академии кои доколку препознаат одредено ниво на едукација, дозволуваат на студентите веднаш да одат во некоја напредна година на студиите, не мора да почнат од почеток. Меѓутоа ќе има и луѓе, јас многу се надевам, барем така беше спомнато, дека ќе има и луѓе кои што го сакаат модното новинарство, на пример, затоа Супер, што тоа ни е повеќе од потребно. веројатно. на тој начин тие ќе ги добијат грубо кажано алатките за аргументирано зборување Така е. на темава. Па и мода. оценување на она што ќе го Апсолутно, направат сите оние апсолутно. кои што кај нас постојат. Понатаму, можеби полабо во блогерите, затоа што исто така во еден период беа во подем во Македонија, меѓутоа како и да е, сметам дека некој кој што го направил напорот да отвори некој линк на интернет, да се јави на телефон, дека навистина го сака тоа. Да, 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 и тоа е понатаму многу е важно. Сепак индивидуална приказна. Така. Кога сме кај модата, морам да ве прашам за некој да ни почнува модниот викенд. Што да очекуваме, Никола? Дали знаете барем што ќе се случува? Ја видовте ли програмата? За жал, поради сите мои обврски, што во неформалното, што во формалното образование, меѓутоа и пред се во дизајнерските проекти со кои што се занимавам во периодов, што се доста обемни, немав можност да ја погледнам програмата. Видов само некои од моите контакти што се на Facebook што најавија, не знам, Ирина Тошева најави поинаков тип на презентација оваа година и верувам дека ќе биде свежо. Не знам дали Росица, например, е и понатаму дел од програмата, Мислам дека не ја видов, да, Росица, во програмата. без разлика на сето тоа е постојано свежа и Со идеи, да. така да, меѓутоа ме контактира одредени луѓе кои што се обратија за помош во стајлинг, можеби, или позајмување на облека, што од една страна ми прави чест, меѓутоа од друга страна малку е стресна работа. Што, за да носат на Да, отворање? мои дизајни навистина? на станите, да. Супер, па добро, тоа е. За жал, пак ќе кажам, нема време премногу да ја гледам програмата или да видам што се случува, меѓутоа можам само да честитам за тој континуитет што се одржува, обстојува како приказна. Така е, да, сме зборувале многу пати на тема Да. мода, барем овде во ова студио. Дали и ова неформално образование ќе ни донесе уште едно нешто на кое што може да се радуваме? Нели зборувам за дизајнери, за луѓе кои што ќе почнат, па од некаде ќе зборуваме Апсолутно, текстилна индустрија, да. нешто што ни треба и нешто што ни треба како континуитет за да можеме да зборуваме пак за модна индустрија во Македонија. Доколку сакаме да зборуваме за модна индустрија, тоа е сепак малку покомплексен Да, поширока тема. проблем кој што бара општествена ангажираност. Ние сме
и од страна на едукација и од страна на нели тие дизајнери само еден мал сегмент кој што е многу битен, меѓутоа не ја дава целосната слика, затоа што пред се потребни големи инвестиции. А токму и во ова студио зборувавме за тоа дека за да се реализира некоја таква визија би требало некој да го препознае како интерес во земјава. Меѓутоа е добро додека не дојде тој момент, секој со сопствените сили, значи буквално она што може да го реализира, верувам дека ако не е за индустрија, барем нели за индивидуална дизајнерска работа има простор. Затоа што и постојано се враќаат луѓе од надвор, постојано се запишуваат на овој тип на обука луѓе. Верувам дека од целата таа продукција ќе останат и луѓе кои што ќе останат доследни на својот избор и ќе остават трага на македонската сцена. Така, ако ништо друго, ние ќе создадеме, односно вие, на овој начин ќе создадете кадар, па тој кадар веројатно ќе е кадарен да се избори некада за она што треба да ни се случува. Така некако да работите. Тоа е целта. Еве спомнавме Ирина Тошева, кој што е исто така еден од менторите на програмата. Интересна и незината приказна кога дошол Дејан да ја вика, да ја кажа дека и таа треба да биде. Вели јас, тоа знам јас да придавам како сега ова. А тоа го прави едноставно, Или има цел развиен бренд, веќе колку години функционира. И од таа причина, тоа е целта, значи целта е да ние ги однесеме во две насоки на крајот, ќе имаат предмет модерн бренд менеджмент, каде што со Ирина значи Тошева ќе работат. Тука ќе бидам и јас во тој предмет, каде што ќе им дадеме насоки дали додат, ако они имаат афинитети кон градење на собствен бизнис, да им помогнеме кои се чекорите денес. Затоа што јас викам денес најбитна информацијата. Е сега кога немате информации, тука е проблем. Зашто не ни ги зборувале работите, нели ни кажале нели како, кој е правецот, како да отидеме, нели ако сакаме нешто да направиме. И другата насока е градење на собствен имидж, затоа што сепак они ќе видат модни дизајнери, како нели сето тоа да го направат од маркетиншки аспект, PR и така натаму. Како брендот да го создадат. Брендот како да го развијат и создадат. Така е, да. Добро, очекуваме значи 20 ноември е почеток, така? 20 ноември е почеток. Јас она што мора да им го кажам уште еднаш на гледачите, можеби не на гледаат од самиот почеток, аплицирај за стипендија, она што ни е важно сега, 3 недели има да аплицираат. Може уште еднаш да им кажеме како каде, што како? Така, до 1 ноември, значи ни се апликациите. На фан страните на Facebook на Сивус едукативен и развоен центар и Џолев уметностите се наоѓа ивент аплицирај за стипендија или нека се пише во срч нели аплицирај за стипендија, верувам дека ќе излезе настанот. На тој настан има линк, едноставна е пријавата, основни податоци, потоа нели ние ги контактираме за дополнителна средба интервју со нашите ментори. Супер. 10, 30 и 50, не, 10, 50 и целосна стипендија. Така е, да. 10 месеци, верувам, убави за Никола и убав уште еден предизвик, нели? Да, апсолутно, се радувам однапред. Да. Ви благодарам за учеството. Јас се надам дека овие две академии ќе дадат примери на другите кои што, нели, имаат некаде можност да направат нешто пак во своите дејности, во она што тие го работат. Така, вие сте процениле дека ваму и нели во визионите уметности во модниот дизајн не се потребни вакви надгради или неформално образование. Ви благодарам и се надевам дека ќе дојдеме тука со некои дизајнери или некои нови тамо графички дизајнери, што знам што, режисери, продуценти, па ќе ни кажете до каде ќе стигнат тие. Благодарам за покана. Да може да има вакви иницијативи да инициираме дека другите. Благодарам за. Да. Нашата отворена утринска програма оди натаму, информација точно и навремена ви вели IQ и не заборавај како хит на неделата останете на фреквенцијата на телевизија Нова.